Добар ден, почитувани, добре дојдовте. Колку е безбедна храната што ја јадеме? Прашање што гласно го поставуваме, особено кога ќе слушнеме вест дека одредена земја членка на Европската Унија, во нашиот случај најчесто тоа е Хрватска, ќе открие, ќе врати и ќе запре пласман на тамошниот пазар на земјоделски производи произведени во Македонија поради зголемено ниво на пестициди во нив. Да си кажеме утрово на оваа тема. Мои денешни гости се универзитетските професори доктор Нико Беќаровски од Универзитетската клиника за токсикологија при Медицинскиот факултет во Скопје и професорката Станислава Лазареска од Факултетот за земјоделски науки и храна. Добре дојдовте во студиото. Добре. Ова е четврти случај. Чувме деновиве дека Хрватска запре пратка на 15 тони македонски црвени пиперки произведени во Македонија поради зголемено ниво на пестициди. Сега, прашање што веројатно е многу гласно треба да се постави е колку при тоа не е откриено, колку е останато на домашниот пазар, колку сме конзумирале несвесни за тоа колку е прскано и како е прскано и сме го изеле. Дали и вие си го поставувате тоа прашање? Секако. Секој консумент го поставува тоа прашање, колку е безбедно. И не случајно сите се вртиме кон таа безбедна храна, органско производство на храна која подразбира услови во кои што храната е произведена без контаминенти. Но очигледно ова, бидејќи се случува по четврти пат, велам тоа што е регистрирано, откриено, потврдува дека не станува збор за изолиран случај, туку за некои системски пропусти и слабости што ги имаме, веројатно. Точно, да. Безбедноста на храната е многу комплексен систем, да кажеме. Не почнува од таму кај што сега зборуваме дека е најдена резидуа. Почнува од примерно земјоделско производство, каде што луѓето се соочуваат со одредени проблеми, со биолошки штетни агенции, со од нежива природа проблеми, со економска природа проблеми и мора да ги решаваат некако. Значи проблемот е во самото производство. Дали е тоа растително или анимално, не е важно. Безбедноста тука почнува и секое загадување на храна во примерно земјоделско производство се реперкуира понатаму негативно на сите нивоа во тој ланец на доставување на храна до потрошувачите. И многу е важно како се произведува и дали луѓето што ги произведуваат ги почитуваат сите законски норми кои што државата ги донела. Професоре Беќаровски, кога ја слушнавте веста за последната пратка 15 тони, 15.000 килограми македонски пиперки во Хрватска и потоа требаше да го конзумирате вашиот следен оброк на зеленчук или овоше, се запрашавте ли што јадете, што останало дома, а не е откриено? Видете, барем ние што работиме на токсикологија, свесни сме дека секој ден јадеме храна која што генерално најверојатно не ги задоволува сите норми. И тука веќе таа хронична изложеност. Воздухов што го дишеме, не може да не го дишеме, така што храната мора да се консумира. Прашањето што се наметнува повеќе би било, мислам, одма на почеток би сакал да ја смириме јавноста, дека нема да се случи ништо трагично со ова, во однос на моменталната изложеност што е, дури и да завршат тие пиперки на нашиот пазар, бидејќи веројатно и лани, и прехлани, и годините наназад сме консумирале храна која што содржи резидуи од пестициди. Тоа што би требало и што постојано апелираме е околу начинот на кој што земјоделците се однесуваат во однос на прскањето. Секоја година околу 30 до 40 земјоделци кои што го прскаат својот овош или зеленчук завршуваат на клиника за токсикологија како резултат на изложеност на пареиве при самото прскање. И кога ги прашуваме дали примениле колку што треба, односно дали се придржувале кон тие размери на разредување 1:100, 1:1000 или како веќе им е препишано, многу често се случува да го добиеме податокот за подобро да действува, место 100 литри ставив 80 литри. Добро, велите да ја смириме јавноста, бидејќи тоа количество на метомил што беше регистрирано во пратката во Хрватска не е штетна по здравјето на консументите, туку поштетни на удар се земјоделците кои ги аплицираат овие пестициди. Меѓутоа, прашање што исто така треба да си го поставиме, веројатно за да не се помириме со фактот дека се што јадеме е контаминирано, дека воздухот што го дишеме е таков каков што е.
Прашањето е како оваа пратка 15.000 килограми пиперки можеле да ја минат домашната граница, граничните контроли, зарем не се прави контрола при извоз на земјоделски производи овде? Потоа, со оглед на тоа што метомилот е забранет за употреба во Македонија, како влегол тој метомилот? Каде го нашле земјоделците кои доаѓаат кај вас на клиника во, рековте, 30 на случаи годишно имате? Од каде ги наоѓаат тие пестициди? Значи, многу прашања. Тоа е многу интересно прашање, да. Поготово што, еве, ќе се повикам на податоци што ги јас прочитав во печат. Значи, извозникот укажува дека неговото се бави со откуп на пиперки и испитувањата негови покажале дека нема никакви резидуи од пестициди. Ги носи во Хрватска ги пуштаат, колку што видов, на 9 октомври, на 9 септември ги пуштаат на пазар. 23 детектираат дека има метомил и 3 октомври го забрануваат тоа пласирање на пазар. Да не зборуваме кој се пропуштил во тој систем. Метомилот е забранет инсектицид, забранета активна материја од 2019 година. Како може да се најде за употреба е само две случајности може да има. Дека имале залихи луѓето, па ги искористиле сега на крајот вегетацијата, или некаков нелегален увоз од земји каде што тоа е дозволено. Добро, во овој случај кој е првиот сигнал што покажува дека нешто во системот не функционира? За да не доаѓаме во ситуација пречесто да слушаме за вакви работи, па потоа да ја смируваме јавноста или ние медиумите непотребно да креваме прашина повеќе колку што треба. Бидејќи ова е многу сериозен импакт на здравјето на луѓето, примената на пестициди во третирање на земјоделски култури, потоа храна, нели, која што завршува како храна на трпезите. Значи, законската регулатива е многу строга за регистрација на пестициди, за нивна примена, за дозирање, за начин на употреба. Каде системот греши? Можеби во нецелосна реализација, бидејќи секој производител денеска на земјоделски култури кој што користи пестициди мора да има лиценца за фитофармација. И овој закон се уште не е реализиран во целост. Да, треба да има лиценца, ќе зборуваме и за... Ако има лиценца, значи ќе знаеме кој купил, каде го купил пестицидот, каде го употребил, тоа е основната цел на постоењето на лиценцата, за да можеме да бараме следливост каде е проблемот и од каде да се тргне тој производ. Приватните производители се уште не идат на таква обука. Значи, ако кажеме дека грешките настанале од незнаење, а не затоа што намерно некој употребил метомил, прво би кажала дека нема никаде информација јавна дека не смеат да го употребат. Не е објавено е во акти кои што во службен вестник во 2019. Државата сигурно, фитосанитарна управа пропишува 18 месеци период да се потрошат залихите, а после тоа веќе поминати се сите тие гранични периоди. Станува збор за организирано масовно производство, не станува збор за изолиран земјоделец поединец кој веројатно не е информиран. Професоре, зошто метомилот, што всушност представува метомилот? Зошто е забранет во земјите на Европската унија? Зошто е забранет и кај нас? А велите од друга страна не е опасен, при тоа што максимално дозволеното ниво што е предвидено во рамки на законите на Европската унија, со тоа и кај нас, е 0,01 милиграм во килограм, а во пиперките што беа запрени во Хрватска беше детектирано 0,049 милиграм во килограм, значи 49% поени од таа нула повеќе. Како при тоа не е опасно? Може ли да се почувствува ако се јаде? Има ли некаков знак на труење, главоболка, мачнина? Да почнеме поред. Значи, метомилот, за среќа кој што е во оваа комбинација сега што е откриена, бидејќи ние често имаме и труење со етиол, класично органофосфорно соединение, каде што и самата клиничка слика на труење е многу подраматична, смртноста е поголема и така натаму. Значи, ова спаѓа во групата на карбамати, кои што делуваат на тој ензим кој што е задолжен за да ја разложи ацетилхолинестеразата, која што фактички ја дава таа мускулна активност. И ние,
Овде е реверзибилно, значи повратно, после 24 до 48 часа настанува потполно санирање на состојбата која што претходно се јавила како резултат на труење. Самото труење, доколку се работи за перорален внес на препаратот, може да предизвика смрт и имало такви случаи. Меѓутоа, тоа што е важно да напоменеме дека метомилот спаѓа во тие одложени несакани дејства, пред се највеќе се плашиме во моментот со оглед дека имаме невидена епидемија на нови канцерогезни заболувања. Метомилот и групата на карбамати спаѓа во соединенија за кои што не е покажана директна канцерогеност. Значи, во однос на тоа спаѓа во, условно речено, најлесната група на препарати кои што даваат далекусежни промени во смисол на канцерогеност. Меѓутоа, и тој, како и останатата група на органофосфати, при хронична изложеност може да дадат до хронични оштетувања на нервниот систем, тука пред се на периферните нерви, меѓутоа при многу долготрајна, секојдневна изложеност и проконцентрации тие кои што се препишани. Така што ова еднократно консумирање или неколкукратно консумирање на метомилот во вакви дози како што се откриени, реално не би требале да очекуваме класични здравствени проблеми. И веројатно не може да се пресмета. Осетиме. И не може да се пресмета веројатно колку тегли со ајвар треба да конзумира човек за да внесе количина што би била штетна по неговото здравје. Точно така. Точно така. Ако би можела да дополнам, значи, метомилот се разградува како и секоја една материја која што е испуштена во животна средина, која ќе ја третирате или која ќе биде внесена во било кој жив организам, настанува процес на нејзино разложување. Никогаш не остануваат тие количини инсектицид, да. Зошто е создаден тој? Што треба, од што ја штити пиперката? И што треба зошто производителите ја третирале пиперката повеќе од дозволеното, да? Значи, метомилот е еден високо ефикасен инсектицид со широк спектар на дејство. Создаден е од Дипон уште во 60-тите години и има долгогодишна употреба на земјоделските површини во Европа, во светот, кај нас. Во Соединетите Американски држави мислам дека се уште има дозвола за одредени култури, во Европа е забранет. Сузбива инсекти кои што имаат устен апарат за грицкање, значи кои што јадат листови, цветови, плодови, кои што јадат, кои што бодат и смукаат сокови од растителните ткива. И е многу ефикасен, има еден нокдаун ефект, брз е и бргу се разградува. И тоа е една од добрите страни, затоа што не останува долго време во природата и не останува долго време во самите култури. Една алкална средина, да кажеме, веднаш ќе го разложи. И она што е многу важно е зашто е забранет. Заради тој широк спектар на дејство. Уништува природни непријатели, уништува полинатори, штетен е за луѓето ако директно дојдат во контакт, домашните животни. Меѓутоа, нашол доста голема и широка примена за сузбивање на штетници не само во земјоделство, во шумарство, во комунална хигиена, во медицината. Например, имаше еден шампон за миење за вошки во главата, нели? Тој беше на база на метомил. Тој има значи е доста ефикасен. Луѓето го употребувале затоа што имаат проблем во земјоделското производство. Во процес на производство на културите, кога е тоа масовно, кога имате долгогодишни култури или кога на една иста површина постојано одгледувате една иста култура, се зголемува потенцијалот на штетните организми. Дали се тоа инсекти, пајаци, глодари, патогени микроорганизми. И ако не ги контролирате, нормално дека ќе настане редукција на принос или квалитет. И заради тоа се применуваат пестицидите. Не затоа што сакаат луѓето, него затоа што се приморани. Тоа подразбира, значи како секое стопанско производство и земјоделството е стопанско производство. Они мора да добијат некаков приход. Доктор Миќаровски, со оглед на ова што го кажува професорката Лазаревска дека не се разградува метомилот, значи не се таложи во организмот, предпоставувам, меѓутоа прочитав некаде дека ја кочи активноста на ензим што ја регулира работата на нервниот систем. Точно така. И сега повторно ве прашувам, а да не бидам здодевен, што значи таа континуирана употреба? Значи не можеме да измериме колкаво количество би било штетно,
не можеме да кажеме дека еднократно ако го конзумираме тоа е опасно, меѓутоа ако секојдневно конзумираме земјоделски производи третирани со метомил, колку време треба да помине за да се оштети нервниот систем или некој друг дел од телото? Јас ќе почнам од малку поназад, пред 60-тите години, значи најголем број на пестициди, како и голем број на други производи кои што ги имаме во секојдневна употреба, се резултат на претходна воена медицина, односно воени истражувања. Базата на сите пестициди е во претходните бојни отрови, тие класични бојни отрови кои што дел од нас ги учевме нели уште во општонародна одбрана, со мали измени на структурата се добиваат голем дел од пестицидите. Значи во основа се работи за супстанции кои што примерно биле наменети за уништување на живата воена сила. Така наречените бојни отрови кои што после со модификации се прават да не бидат толку штетни за човекот, меѓутоа не може да се тргне комплетната оштета на организмот, да имаат повеќе ефект на тоа што ни е несакано во производството на храна. Ако веќе се констатиравме тој факт, секако дека долготрајната употреба ќе предизвика последици. Ние тоа што сме го забележале и што скоро ни е секојдневие, тој ензим кој што го спомнавте вие, тоа се два ензима еритроцитна ацетилхолинестераза и бутирхолинестераза, ги испитуваме и ние веќе имаме видено, посебно тоа беше некаде пред да се донесе забраната, пред се зборувам за етиолот, кај земјоделското население ние имавме секогаш, кога ќе дојдевме, ќе направевме некои испитување, пониска холинестеразна активност. Значи, ако нормално границите се некаде од 4 до 12.000 единици, кај нив знаеше да биде 2.500-3.000 и секогаш прашувавме дали се занимаваат со земјоделие и дали користат од овие препарати. Значи, тоа е еден индиректен знак кој што ни укажува дека е хронична изложеност. Тоа што е добро и што напоменав, дека за разлика од класичните органофосфати, каде што кога ќе ви уништи ензимот, он комплетно е уништен и не се реактивира, овде имаме брза реактивација, така што кај оваа група на карбамати секогаш клиничката слика и при акутни труења многу брзо се санира во однос на хроничните труења. Значи, кажавме дека пред се е зафатена обвивката на нервот. Ние имавме документирано неколку случаи, додуше тие бе резултат на неколкукратна затруеност, значи ист пациент кој што 3 до 4 пати користеше линдан, конкретно беше во тој случај, изразити пореметување во нервната Да, тоа е друга група систем, меѓутоа е друга група на отрови. Добро, ако велите метомилот не е толку опасен поради неговите својства, кои се поопасните пестициди кои се употребуваат во Македонија исто вака на овој начин и кои имаат повеќе штета во хронична смисла, значи зборувам за долготрајна употреба, а не во смисла на акутно труење. Тоа да биде еднократно. Јас колку што знам, ние ги имаме усогласено нашите регулативи со Европска Унија и тоа што е забрането кај нив е забрането и кај нас. И тоа е добриот дел од приказната. Значи, ние во моментов што ги имаме дозволено легално да се појават на пазарот пестицидите, не спаѓаат во таа прва и втора група на пестициди кои што предизвикуваат долготрајни несакани ефекти. А вие верувате во системот и во капацитетот на институциите да не заштитат или? Со оглед дека секоја година имаме труење и со етиол, и со децис, и со карате, и со метомил, а сите тие се забранети, значи постои начин. Дел од земјоделците кажуваат дека ги собираат, значи они гледа дека му е дури и поминат рокот и мисли дека нема да е толку ефикасен и затоа го прави поконцентриран него што ќе види дека пред 5 години, пред 3 години прошол рокот, некои од нив и ги мешаат, значи има некој остаток оставено некаде од етиол, некаде од метомил, ќе ги измеша двата. Значи првин треба едукација на земјоделците со тоа што
ако мислат дека тој производ ќе го продадат, па со тоа дека они лично нема да се отрујат, првен самите го вдишуваат при труењето. Второ, почвата која што ја користат веќе им е загадена. Инаку, реално гледано, во Македонија законската регулатива е добра. Меѓутоа, сме имале и случаи, самите кажуваат, се спомнуваше Сирија додека траеше војниот конфликт, дека од таму преку некои канали, дури што беше и за интересно за напомена, од Бугарија носеа пестициди. Членка на Европска Унија, каде што се забранети, меѓутоа во Бугарија ги купува и ги носе. Го прифаќам аргументот, меѓутоа сепак сметам дека би било малку престрого да се впери прстот само во земјоделците кои се или несвесни делумно или се алчни за заработка за екстра профит, односно да им успее целото производство, па аплицираат нешто што не смее да се аплицира или аплицираат нешто во повеќе кратни дози или повеќе кратно го прават тоа. Прашањето е колку системот може да не заштити, колку е капацитетот на државните институции надлежни да покријат и контролираат се ова што се прави во процесот на производство на храна. И ова прашање е повеќе за вас со оглед на тоа што во вашето CV имате и ја предводевте и дирекцијата за безбедност на храна. Да. Многу е комплексно, па ќе кажам, не е така лесно да кажете дека можете лесно да ја водите оваа материја, бидејќи проблемите со кои што се соочуваат земјоделците мора да ги решаваат во текот на вегетација. Ги решаваат со она што е понудено на пазар, а многу често и бираат некои нелегални начини. За тоа е од дефиниција на некое криминогено делување. Но да збориме дека тие ги прават грешките најчесто случајно, не намерно. Не ги прават за да сгрешат, него ги прават најчесто од незнаење, бидејќи најголемите штетни последици сами ги трпат при апликација на средствата за заштита. За да ги минимизираме овие штети, потребно е да се едуцираат производителите во секоја фаза од нивното производство, за сите аспекти, особено за примена на пестицидите. Повторно зборуваме за производителите. Сакам да зборувам за системот на контрола. Ама да ви кажам, пестицидите се отрови. Значи нема подобри полоши, има кои што се побезбедни, побргу се разградуваат. Во суштина сите се отрови и се наменети за сузбивање на живи организми и многу пати кај пестициди кои што се зооциди, кои што се наменети за животинска клетка, тие се исто така опасни за луѓето, за домашните животни. И затоа регулативата за нивна регистрација и пласирање на пазар е многу строга. Значи, постојат одлични закони. Први закони кои што се донесоа при хармонизација на нашето право со европското право е се закони од областа на фитомедицината. Закон за фитофармацевски производи денеска се вика, или закон за фитофармација и закон за здравје на растенија. Бидејќи ако сакаме да пласираме производи, да го изедначиме нашето производство со европското, мораме да ги почитуваме сите правила. Значи, во аптеките може да најдат само активни материи кои што се регистрирани во Европска унија. Како се наоѓаат забранети препарати и недозволени, тоа е прашање кое што треба да се истражи, за тоа постојат служби. Значи, она што можеме да направиме. Морам да ве прекинам кратко. Од се ова што го чув досега, главниот проблем го лоцирате во производството. Се обидувам постојано тука почнува проблемот. Да ги поставам прашањата каде затајува контролата, санкциите. Бидејќи еве спомнувате законот што го пофали и доктор Беќаровски дека е еден од првите согласени со оние на Европската унија, таму постои еден член кој вели дека секој што прска растенија треба да има лиценца за тоа. Што користи пестициди, точно. Има ли некоја институција која тоа го контролира? Еве вие сте од област. Се разбира, да. Фитосанитарна управа. Ние дека некој направил контрол или дека при влез во Македонија на територија на нашата земја царината запрела нелегален обид за нелегален влез на одредено количество во литри на метомил, да речеме, во течна состојба се предпоставувам дека Јас не сум чул. Да. Може би не се објавува се, не велам дека сето тоа легално поминува на граници и како поминува. Не би можела да кажам. Меѓутоа, за да може земјоделците да се едуцираат, мора да применуваат пестициди, мора да имаат таа лиценца. Како да ги едуцирате на друг начин? Значи, предвидено е со одредена програма, одреден број часови, за да добијат лиценца, да посетуваат обука во средните училишта,
каде што ќе се запознаат со основните карактеристики на пестицидите што ги користат и токсиколошките ефекти што произлегуваат од нивната примена. Сега законот се применува за сите луѓе кои што се советници или кои што се дистрибутери на пестициди во земјата. Најголем дел од нив веќе ја имаат ова лиценца за фитофармација. Тие што се бават со дистрибуирање на пазарите, со увоз, во веледрогериите, со пестициди, сите тие имаат обуки и знаат за што се работи. Меѓутоа, пак ќе кажам, најголем проблем е можеби луѓето кои што ги користат. Сега се уште може секој слободно да иде во земјоделска аптека и да си купи. А потребно е да се стопира таа навика, да не може секој да иде да си купи. Значи, ако прејудицираме дека секој земјоделец ќе иде на обука и ќе земе лиценца, може би е тешката форма. Меѓутоа, секој земјоделец или здруженија можат да направат договори со фирми кои што може да купуваат и да им аплицираат пестициди на најбезбеден начин. Значи, мора да се подигне тоа ниво на примена на пестициди во производството. Добро, но сепак прстот е вперен повеќе во производителот. Каде е улогата да ви кажам, на откупувачот, на извозникот, на државата? Значи, откупувачите на продавачите на пазарите? Еве, откупувачот кажува дека направил анализа и дека не нашле во лабораториите резидуи пестициди. Колку со премени нашите лаборатории? Имаме ли лаборатории тоа не би можела како што да ви кажам, меѓутоа има лаборатории кои што се акредитирани за работа со резидуи од пестициди. Така да ги исполнуваат стандардите што се бараат за нивната лабораторија, за нивната работа. Друго сакав да кажам, значи ние сите сме во науката, да кажеме, сме усмерени во задните години исклучиво во објавување на наши научни трудови, работа во науката и во праксата, во странски часописи, часописи со импакт фактор. Кажеме, има и кај нас такви часописи, меѓутоа се со помал број. Така да усмерени сме со работа надвор, а немаме часописи на македонски јазик или јазиците што се користат во земјата, со кои што се едуцираат нашите луѓе. Не знам каде би можеле да прочитаат ако нема таков материјал. Друго, обуките што ги правиме кај производителите и имплементација на нови техники за заштита на растенија, најчесто се под покровителство на странски донатори. Значи, ако нема странски донатор, ретко кога ние можеме во рамките на наши домашни проекти тоа да го правиме. Не е тоа така едноставно. Значи, потребно е сите во системот, сите чинители во системот да се ангажираат за да може да се надминат овие проблеми. Доктор Беќаровски, со оглед на вашата долгогодишна пракса на клиниката за токсикологија и како интернист и како токсиколог, меѓутоа и како теоретичар, како универзитетски професор кој предава со ова, а под насловот колку е безбедна храната во Македонија што ја јадеме. Она што го гледате секојдневно кај вас на работа и она што го знаете и од теорија и со она што го спомнавте за епидемијата на случаи на канцер. Има ли алтернативни начини? Што би им порачале на граѓаните како да се заштитат во услови кога довербата кон институциите е намалена и кога секој треба веројатно да си бара и алтернативни начини како да се заштити? Дали може, например, ако зеленчук и овоше се конзумира редовно, ако со повеќе миење или со некаков третман да се отстранат овие зголемени количества на пестициди ако се така третирани, или пак термички да се обработува, или што е оно што вие го советувате и како лекар? Значи вака, во суштина, кај да отворите, веќе сите се служат и со друштвениве мрежи, ги има сите тие начини со сода, бикарбона, долго миење и така натаму, со оцет и така натаму. Ефикасно ли е тоа? Ако ништо друго, повеќе е алиби дека нешто сме направиле отколку да не сме направиле ништо, да. Да, тоа е прво. Тука каде е основниот проблем? Основниот проблем е првен во начинот на кој што е поставено, еве и во конкретниот случај. Јас верувам дека извозникот, со оглед дека ја знаат строгата регулатива, дека презеле мерки и направиле испитување. Меѓутоа и самиот извозник кажа дека он откупува од 3-40 производители. Вие кога правите испитување земате неколку мостри. Просечно. Така што доволно е еден од тие производители да го користел метомилот и во Хрватска во првиот момент зошто не откриле? Поради тоа што каде што зеле мостри било уредно. Меѓутоа после вториот пат кога веќе се посомневале дека нешто се случува, погодиле очигледно од тоа. Значи, ние порано, кога ги имавме тие големи агроиндустријски комбинати,
тогаш се знаеш, оваа култура ќе се прска со овој пестицид, оваа со овој. Сега со ова раситнување што го направивме, ние дозволивме секој земјоделец индивидуално да ја води грижата. Значи, првиот начин е повторно окрупнување. Со тоа ќе се понуди стандарден квалитет и ќе се знае на која површина што се става. Нас ни се случува едниот комшија да прска со еден пестицид, другиот со друг, каде што има синергистичко дејство. И сега замислете во тие производи што се наоѓаат на овој меѓу простор, меѓу овие две парцели, кога ќе се соединат два пестицида кои што денуваат синергистички, каде што се потенцира ефектот неколкукратно. Тоа е едната причина. И второ, мора да си признаеме порозноста на границите ни очигледно голема, со оглед дека сите овие посебно земјоделци кои што доаѓаат кажуваат дека го купиле производот најголем дел од нив во некој од земјоделските аптеки. Дали е легално, дали не е, не знам. Видете што ни се случува со домашните миленичиња, труење со ланате. Од кај го наоѓаат ланатите? Тоа е истиот метомил. Од каде го наоѓаат? Да. Кој е одговорот? Ете така. Добро. Тоа е истиот препарат, само е името точно. Со оглед на така. се ова што го зборувавме, ако утре оние што треба да ги спроведуваат законите, бидејќи рековте во основа законите се добри, што би им препорачале на надлежните институции за да се донесе, да се воведе поголем ред во оваа сфера, бидејќи безбедната храна на храната е нешто што сите не засега, како да се обезбеди трага од нива до трпеза? Би кажала пред све имплементација на законите. Не е доволно само да донесете добри закони. Потребно е да се имплементираат, што е најтешкиот дел. Да може да се спроведуваат сите членови. По овој закон за фитофармација требаше да се имплементира во период од 2 до 4 години. Некои членови се уште не се имплементирани. Меѓутоа, најважно е да се работи со луѓето кои што произведуваат храна. Како ги применуваат пестицидите, зошто ги применуваат, дали секогаш мора тоа да го направат и да се имплементираат нови техники и методи кои што се исто така ефикасни како што се и пестицидите. Меѓутоа, за да се имплементираат, мора да ги има на нашиот пазар. Не е доволно само да препорачате нови методи за заштита од штетни организми кои што повторно ќе бидат присутни. Нема да исчезнат. Секогаш земјоделците ќе имаат проблем со нив. Како да ги заштитат културите ако ги немаат на пазар овие нови средства што ги препорачуваме? И друго, ако се можеби и поскапи, тогаш да се дадат субвенции на луѓе што ги користат. Да кажеме, ако имаат побезбеден систем на заштита, да се даде помош на фирмите кои што треба да ги внесат на пазар, да им се даде олеснување при регистрација, поевтинување и што и да е. Значи, повторно државата е таа која што го држи клучот и која што треба да isforsира еден побезбеден начин, да кажеме, на заштита на културите од биолошки штетни организми. Добро, за да не бидеме премногу самокритични, морам да кажам дека ова е европска пракса. Подготвувајќи се за емисијата, најдов многу случаи каде што Франција, на пример, враќа земјоделски производи, јагоди, домати и слично од Шпанија или Германија од Италија, Грција, лимони, грейпфрути. Значи, проблемот е генерален и глобален, не е само наша ексклузива. Тој систем е создаден заради таа брза информација, затоа што секаде производителите може да сгрешат, не само кај нас. Меѓутоа, често пати грешат Македонија, Албанија и некои и Турција. Многу често пати и Шпанија и Португалија исто така. Вие за крај како ги советувате вашите пациенти, како вие лично и вашите блиски ги советувате во време кога велите не знаеме, не можеме да бидеме сигурни секогаш колку е безбедна храната што јадеме, и тука не зборувам само за зеленчукот и овошјето, веројатно имате случаи, може да зборуваме и посебна емисија треба да направиме за тоа колку се безбедни останатите производи кои се третираат антибиотски или поинаку, а се имаат штетни последици врз здравјето на тој што ги јаде. Јас ќе кажам следново, колку пониска еколошка свест, толку пократок животен век. Трагично, меѓутоа вистинито е, во денот кога оваа држава се осамостои од бившата федерација, разликата во животниот век меѓу Македонија и Европската унија беше нецели 3 години. Веќе просечнат животен век во Европската унија скоро 10 години подолг него во Македонија. Сето тоа е резултат на екстремно ниска еколошка свест, не зборувам само во однос на пестициди. Загаден воздух,
не соодветно депонирање на ѓубре и така натаму. Ние живееме во една комплетно интоксицирана и загадена држава. Додека не ја исчистиме комплетно државата, води, реки, почва, животниот век и понатаму ќе се намалува во Македонија. Професорка Лазаревска, професор Беќаровски, благодарам многу за учеството во денешната емисија, да си кажем. Благодарам. Почитувани, тука е крајот на ова денешно издание. Ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден.